Ново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Во атарот на село Брвеница пронајдени се остатоци од човечко тело. Полицијата бележи физички напад врз 23-годишен жител од Голема Речица. СВР Тетово регистрира пронајдени остатоци од човечко тело во атарот на село Брвеница. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Тетово. Тие биле подигнати и предадени се на лекар од судска медицина за понатамошна постапка. Исто така, биле пронајдени и обезбедени неколку парчиња облека. СВР Тетово презема мерки за целосно расчистување на случајот. Полицијата бележи физички напад врз 23-годишен жител од Голема Речица. Повредениот изјавил дека околу 22 часот на улицата Линденска се сретнал со лице од Тетово, кој бил со уште едно непознато лице со патничко возило БМВ со непознати регистарски ознаки. Во еден момент бил нападнат со железен предмет, двајцата му задале неколку удари во главата и телото. Откако ББ паднал, двете лица продолжиле да го дираат со клоци по телото. По кратко време со возило побегнале во непознат правец. На ББ му била укажана лекарска помош и бил задржан за понатамошно лекување. СВР Тетово презема мерки за пронаоѓање на лицата и за целосно расчистување на случајот. 40-годишен тетовец лажно се представувал како полициски службеник. При контрола во угостителски објект во Тетово приведени 3 женски лица. 23-годишен тетовец пак заработил кривична пријава за приредување игри на среќа без лиценца. Тетовец на возраст од 40 години лажно се представувал како полицаец. Вчера во 20 часот и 10 минути, при преглед врз него и на неговото возило паркирано на магистралниот пат Гостивар-Кичево, од страна на полициски службеници биле пронајдени изработена службена легитимација со амблем на МВР на Република Македонија со негова фотографија, фосфорно елече, малнотес со патни налози и озонер со амблемот полиција. Поради лажно представување по член 391 од Кривичниот законник на Република Македонија, лицето, инаку евидентиран како сторител на кривични дела измама, било лишено од слобода и задржано во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка. Одсекот за прекуграничен криминал, странци и реадмисија во содејство со полициски службеници извршиле акцијска контрола во угостителски објект во Тетово во периодот од 23 часот и 50 минути до 35 минути по полноќ ноќеска, при што биле затекнати 3 женски лица, од кои едната била државјанка на Република Македонија, а 2 државјанки на Република Албанија, на возраст од 26 и 18 години. Сите 3 лица биле приведени и задржани во полициската станица Тетово. По целосното документирање на случајот против странските државјанки ќе биде поднесена пријава за злоупотреба на туристичкиот престој. Полициската станица Тетово пак поднесе кривична пријава против 23-годишникот Тетово поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела приредување на игри на среќа без лиценца, односно без дозвола од надлежен орган, и кривично дело комар. Пријавениот во содејство на физичко лице во текот на 2017 година во објект наменет за спортска обложувалница организирал и приредувал игри на среќа без лиценца на 17.12.2017 година од страна на полициски службеници при вршење на контрола во наведената спортска обложувалница биле затекнати пријавениот и уште 2 лица вработени во објектот. При тоа биле одземени 14 компјутери, 6 монитори за компјутер, 5 принтери, читач за опрема, 15 телевизори, апарати за игри со кучиња, 6 тастатури за компјутер и 14 ливчиња за обложување на игри на среќа. Исто така при контрола на пултовите наменети како шанкови биле пронајдени 510 евра и 77.350 денари. Вчера вечер во Тетовско биле случајни 3 сообраќајни незгоди, информира СВР Тетово. Во едната бил повреден возачот, останатите за среќа поминале само со материјална штета. Неприлагодена брзина според условите на патот е првичната причина за вчерашната сообраќајна незгода што се случила на регионалниот пат Волковија Тетово околу 21 часот и 30 минути. Според СВР Тетово, патничко возило Ауди со тетовски регистарски таблици управувано од 40 годишниот СР од Новосело загубило контрола и излетало од коловоз. Од излетувањето возачот задобил телесни повреди, пренесене во Тетовската клиничка болница, укажана му е помош и пуштене на домашно лекување, додека четворицата со патници поминале неповредени.
Според првичните сознанија од увидот, причина за излетувањето е неприлагодена брзина според условите на патот, а материјалната штета се проценува на 10.000 денари. Следните две сообраќајни незгоди се случиле на автопатот Тетово-Скопје вчера вечер околу 20, односно 20 часот и 45 минути, а биле предизвикани од кучиња бездомници, кои неконтролирано се движеле по коловозот и кои биле усмртени од исто толку патнички возила, Голф со тетовски регистерски таблици, управуван од 32 годишниот ЗН од Ларце, и Голф со скопски таблици, што го управувал 37 годишниот ТА од Студеничани. Нема повредени лица во возилата, додека вкупната материјална штета се проценува на 90.000 денари. Општина Гостивар се уште нема буџет за 2018 година. Седница на Советот на која би се расправало за буџетот до овој момент не е свикана. Поради тоа постои можност вработените во училиштата повторно да не ги добијат платите на време, како што се случи претходниот месец. Општина Гостивар влегува во втората половина од јануари без донесен буџет за 2018 година. Сега е неизвестно дали до крајот на месецов ќе биде изгласан буџетот или ќе се оди на варијантата да се бара привремено финансирање преку Министерството за финансии. Председателот на Советот на Општина Гостивар Насир Муслиу потврди дека се уште се координираат и дека во текот на оваа недела нема да се одржи седница за буџетот. Тоа е став на советниците од ДУИ и на нашите коалициони партнери. Координацијата и договорите интензивно се одвиваат и деновиве ќе се донесе конечна одлука што понатаму, рече Муслиу. Од општината пак објаснија дека се додека не се изгласа годишниот буџет или не се донесе мерка за привремено финансирање, не можат да вршат исплати и не функционира жиросметката. Тоа ги става под знак прашалник декемвриските плати на вработените во образованието. Со исплатата на платите имаше проблеми претходниот месец. Наставниците ги добија платите со големо задоцнување. Во едно училиште имаше бојкот на настава, а меѓу просветниот кадар владееше незадоволство. Инаку предлог буџетот на Општина Гостивар за 2018 е околу 16,8 милиони евра. Одбележувањето на празникот Василица во село Копанце вчера вечер продолжи во црквата Свети Никола. Според традицијата беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта, пошто песните и ората продолжија доцна во ноќта. Одбележувањето на празникот посветен на Свети Василий Велики кај народот попознат како Василица во село Копанце продолжи вчера вечер во црквата Свети Никола. Попладневното чествување на Василица започна со света богослужба во црквата Свети Никола и прережување на кумскиот колач. Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни, помилуј не. Потоа беше произнесена беседа посветена на Свети Василий Велики. Свети Василий Велики е еден од најголемите светци во христијанството. Во црквата се смета како голем поборник за православната вера, пристаниште на моралната чистота и столб на црквата. Се смета за основач на монашката традиција во источното православие. Она што е евангелско, она што е светоотечко, она што директно извира од светите книги, односно светото евангелие и од светото предание, да биде патеводител, да биде кодекс на нашето однесување, да биде смислата на нашето постоење, а тоа е пред се љубовта на која што не учи нашата православна вера, да го љубиме својот Бог со сето свое битие и љубовта кон ближниот, кој треба да го сакаме како што се сакаме самите себе си. А секако, според љубовта која што ја имаме кон Бога и кон ближните, другите на тој начин да не поимаат, да не разбираат како православни христијани и секако преку нашето однесување, преку нашите зборови и дела да се велича и слави името Господово. Господ Бог нека ни дарува сила да истрајаме на секое добро дело и во наредното престојно лето Господово. Се разбира дека не очекуваат многу предизвици,
се разбира предизвици за добро, предизвици кои што значат работа за напредок на Црквата Божја, пред се мислам на наше духовно издигнување, како луѓе, како верници, а се разбира и грижа за сето она кое што досега се направило и ни е оставено од нашите претходници. Господ Бог нека им дарува здравје, среќа и беречет на сите наши боголюбиви верници од село Копанце, нека им дарува здравје, среќа и беречет, благослов на сите оние кои што се наоѓаат надвор од Копанце, во диаспората и секаде каде што не има, се разбира да се честитаме нова година сите заедно и да испросиме Божјиот благослов да биде на нас и на сите кои што веруваме и се надеваме на името Божјо. Амин. Откако пред пладнето, согласно традицијата, маскираните василичари во село Копанце одеа од куќа до куќа и собираа дарови од домаќините, по пладнето од нив се подготви празнична трпеза. Во црковната трпезарија беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта, која ја благослови надлежниот свештеник. На сите присутни им беа поделени парченца во кои имаше паричка. Пронајдената паричка значеше и кумство за Василица идната година. Особена чест и задоволство ми е што оваа година, 2018 година, ќе бидем кум на оваа традиција и веселба во ова убаво и весело село, со убави и весели граѓани од село Копанце, и ќе ми биде посебна чест и задоволство во оваа 2018 година да ја организирам веселбата и да бидем кум на оваа веселба. Сакам да ги поздравам сите тука присутни копанчани и останати гости, сите и останати гости од населените други места, и сакам посебна честитка да им упатам на сите копанчани и добронамерници македонци што се надвор од Република Македонија. Според обичаите и традицијата, црковно-народниот собир во Копанце со музика, песна и оров вообичаено завршува во доцните вечерни часови. За жителите на Копанце, црковно-народниот собир за празникот Василица е посебно доживување. Долгогодишната традиција, масовноста на настанот, но и присуството на младите го сметаат за гаранција дека обичаите ќе продолжат да се пренесуваат и на следните генерации. Со 61 глас за и 1 воздржан, собранието го ратификува договорот за добрососедство со Бугарија. Пратениците од ВМРО ДПМН ја бойкотираа седницата. Воздржано гласаше независниот пратеник од коалицијата на СДСМ Ферит Мухич, кој рече дека договорот не е симетричен и дека владата плаќа цена со него. Со договорот за добрососедство Македонија добива појасна европска перспектива, велат дел од аналитичарите, додека историчарите критикуваат дека договорот е нерамноправен и ја става Македонија во подредена улога. Министерот за надворешни работи Никола Димитров на почетокот на собраниската расправа за ратификација на договорот рече дека е факт дека тешки и деликатни прашања меѓу две соседни држави многу тешко се договараат, а ниту ние ниту во Бугарија целосно сме среќни со текстот. Убаво е кон соседите да можеме да се однесуваме како соеднакви, да не се плашиме и да создаваме пријатели, бидејќи и нас не требаат пријатели и нив им требаме ние како пријател. Мислам тука на опозицијата, ќе беше убаво денеска да беа тука и ќе беше убаво да го поддржеа овој договор. Македонската опозиција, но и албанската опозиција, и се надевам дека ќе најдат време, ќе дојдат заеднички да ги усвоиме овие закони и да ги оствариме стремежите на нашите граѓани за реформирана Македонија, интегрирана Македонија во НАТО и Европската Унија. Треба да се види дека она што се добива со овој договор
има и своја цена. Таа цена всушност е вредноста на македонскиот гест. Гестот на македонската влада е исклучително благороден и крупен гест. Тоа треба да се истакне. Не знам дали ќе биде запомнето. Јас ќе гласам воздржано. Собранието на денешната седница го усвои законот за амнестија. Предвидено е околу 670 луѓе целосно да бидат ослободени од издржување затворска казна. Над 3000 ќе добијат намалување на казната за 30%. Со овој закон не се опфатени оние кои се осудени за убиство, кривични дела против изборите и гласањето, засилување, педофилија, посредување при проституција, дела против државата, злосторничко здружување, за кривични дела против човечноста и меѓународното право. Според владата со ова ќе се заштедат буџетски средства, а парите ќе се искористат за подобрување на условите во казнено-поправните домови. Министерството за одбрана почнува со активна транспарентност и споделување на информации со јавноста, рече министерката за одбрана Радмила Шеќеринска. Според неа повеќе нема да се кријат информации под образложенија дека се работи за класифицирани и доверливи информации преку кои раководни лица во министерството правеле манипулација на штета на буџетот и државата. На веб страната на министерството е отворена опцијата јавноста има право да знае, каде што се ставени голем број на информации кои и за прв пат се достапни до јавноста и со кои Министерството за одбрана го отвараме кон граѓаните. Тука се законите, општите подзаконски акти, стратешките документи, буџетот на Министерството, но исто така и анкетните листови на министерот и заменик министерот, како и платите на целокупната раководна структура во Министерството, во армијата и во Војната академија, кои што работат во состав на Министерството за одбрана. Тоа изгледа вака, секој од вас и веднаш по пресконференцијата ќе може и самиот да го погледне. Во делот на закони и подзаконски акти поставени се и ажурирани сите закони кои што се однесуваат на одбраната, а за прв пат се поставени и достапни до јавноста и над 70 општи подзаконски акти кои произлегуваат од работењето на Министерството и, како што можете да видите, почнуваат со новиот правилник за транспарентност во работата на Министерството. Во вооружени судири што денеска започнаа во близина на аеродромот Митига во Триполи, загинаа најмалку 9 лица, а 30 се повредени. Нападот бил извршен од страна на вооружена група во близина на аеродромот, каде што се наоѓа затвор со 2500 затвореници. Според специјалните антитерористички сили Рада, групата имала цел да ги ослободи сите затвореници. Нападот ја попречил работата на аеродромот, а сите патници и целиот персонал бил евакуиран. Повеќе од 80 држави се погодени од скандалот со салмонела во француското млеко за бебиња. Производот е повлечен од минатиот месец, кога бактеријата беше пронајдена во фабрика на Лакталис во северозападна Франција. Француски неделник објави дека кај 35 бебиња во Франција била најдена салмонела, како и кај едно во Шпанија и веројатно едно во Грција. Минатата недела францускиот министер за економија Бруно Лемајр изјави дека од маркетите се повлекуваат сите производи од фабриката, меѓу кои брендовите Пико, Мулимел и Таранис. На 75 луѓе се повредени откако се урнал меѓу кат од зграда на индонезиската берза. Повеќето од повредените се префрлени во болница. Полицијата соопшти дека причина за уривањето на меѓукатот не е бомба. Луѓето се повредени и пренесени се со возила на брзата помош. Нашите напори се насочени на помош на жртвите, изјави Арго Јувоно, портпаролот на полицијата. Галеријата се урнала околу пладне по локално време, кога вработените биле на пауза. Очевидци велат дека се слушнал силен звук и луѓе како бегаат од паника. Најмалку 2 лица загинаа во силниот земјотрес кој го погоди Перу, а десеттици се повредени, изјави шефот на Агенцијата за управување со катастрофи, откако медиумите претходно јавија дека нема ни загинати ни материјална штета. Земјотресот со јачина од 7,1 по Рихтер го погоди утренава југот на Перу и се почувствува се до Лима. Потресот се случи во 4 часот и 18 минути по локално време. Во катастрофалното лизгање на земјиштето во Јужна Калифорнија 20 лица загинаа, а 7 се уште се водат за исчезнати.
Телото на последната жртва, 87 годишен маж, во неговиот дом било пронајдено во петокот од страна на службите за пребарување и спасување, изјави Бил Браун, шерифот на округот Санта Барбара. Обилните дождови што паднаа по 10 сушни месеци во понеделникот и вторникот го претворија овој крај од еден од најубавите во Калифорнија во место на ужас. Поради врнежите кои ја измија земјата, останата без вегетација по неодамнешните пожари, реките одеднаш се преплавија со кали камења и уништуваа се пред себе. Авион застанал само на неколку метри над морето благодарејќи на калта во која заринкал. Инцидентот се случи во покрајната Трабзон. Авионот на нискобуџетната компанија се излезгал слетувајќи од Анкара при слаба видливост и силен дожд. Сите 162 патници беа безбедно евакуирани. Снимката од евакуацијата на патниците од туристичкиот патнички авион кој излета во саботата од пистата на турскиот туристички град и се заглави во калта на Работ од Карпата на морскиот брег се појави во понеделникот на интернет. Повеќе од 9000 луѓе се евакуирани откако најактивниот вулкан на Филипините, Мајон, почнал да изфрла лава. Филипинскиот вулканолошки и сеизмолошки институт најавува дека е можно да се случи опасна ерупција на планината во следните неколку дена. Од саботата досега се случиле 3 експлозии кои што изфрлиле пепел врз блиското село, а тоа е предзнак дека лавата може да излезе во секој момент. Американските агенции јавуваат дека жителите се евакуирани и во секој момент се очекува огромна катастрофа. Автомобил заврши заглавен во зидот на зграда во Јужна Калифорнија откако возачот со огромна брзина излетал од патот, удрил во оградата и завршил во вториот кат на зградата, каде што има стоматолошка ординација. Сликите од локалната пожарна служба го покажуваат белиот седан како виси заглавен во зградата, а задниот дел му е навален надолу. Во автомобилот имало 2 лица. Еден од нив успеал да излезе, додека другиот бил заглавен повеќе од 1 час. Потоа двајцата биле однесени во болница со мали повреди. Полицијата информираше дека возачот признал дека користел наркотици. Пожарникарите користеле кран за да го извлечат возилото надвор од зградата. Денес имавме облачно време со повремени врнежи од дожд и снег. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура се движеше од -2 до 0 степени, а дневната од 1 до 5 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде облачно со врнежи од дожд, а на планините снег. Утринската температура ќе се движи од -1 до 0 степени, а дневната од 2 до 5 степени. Тука е крајот на денешните регионални вести. Благодарам за вниманието и пријатно.